лично од секогаш, значи од секогаш како човек и додека сум работел кај нас во нашите единици, кога сум работел со колегите, особено од кога почнав да работам со CrossFit Скопје, лична мотивација ми беше кога ќе видам успех на тој со кој што работам. И кога ќе ги видам дека прават одредена работа, постигнуваат одреден успех, јас едноставно се мотивирам, се најажив, само морам да признам, се мотивирам уште повеќе, добивам многу различни идеи што да направам. Прв пат кога го отворив CrossFit Скопје, немаше сала, немаше да најдам простор. Викам, луѓе, ми треба простор висок 3,50. Како бе? Шо па баш Што бараш, да, зашто сега толку мора да биде високо? Ти тука има, гледаш теретанче, ќе се отвори, супер ќе биде. Се извинувам, не ми треба, викам, теретанче, викам, ми треба сала. Значи друг принцип не е тоа и сега ви објаснувам, нели? Престанав да објаснувам што е. Да. Викам, сега ми треба тие димензии, ве молам крај, да, не можев да најдам. И не најдов, да бидам најискрен. Не најдов. Втор проблем. Одам да си купам, нели, спортска опрема. Ми треба кетелбел, ми треба шипки, јас по принцип си одам во продавница, спортска продавница, и одам во продавница, добар ден, ми треба кетелбелови. Кои килажи ги имате, викам, шипка олимписка, вака. Нема ништо. Добро. Кетелбелови, што е тоа? Така беше мојата, значи најискрено. Некои го викаат руско звоно, нели викаме, руско звоно, нели она како кугла што е, ама не, дури се уклучам, раде руско звоно. Никад мене тоа не ми текнало руско звоно, не разбираш, муабетов. Што и го знае ако руско звоно? Не, проблемот беше што они не знае ни еден термин. Да. А се продавница за спортска опрема. Знам. Имаше неколку продавници. Јас одев редовно. Абе не е проблем, ќе ти донесеме, покажи ми го на слика што е. Не е битно, разбираш. Он не се интересираше што е. Знам. Викам, бластици гуми имате ли зова, викам, тегови имате? Да, бе, еве ти. Добро, викам, овие се метални. Викам, мене ми требаат каучук, бампер плейт, се викаат бампер плейт, знаеш, вака така специјална смеса. И знаеш некои коментари кои што знаеш, малце ме зарочарува кога ќе се отидам дома, ама воедно после ме мотивираше да размислувам outside of the box, нели? Да пробам да работам со моите луѓе, мои другари и пријатели, секоја чест тие беа луѓе кои што беа со широк поглед. Почнав на времето, ќе се препознаат на сликите, голем поздрав до нив. Како да почнеме да функционираме? Си надов камења, ги измерив, со фломастерем напишав, ги исправ, ги перев дома, ги носев на кеј, затоа што не можев да најдам простор со месеци, се мачев, не знаев што да направам, викам тука ќе почнам, викам, па здравје, со Господ напред, нели? Така. Импровизацијата ми беше на број еден момент, зашто за да стигнам до нешто што е опрема која што можам да ја ставам во функција. И моето редовно одење во продавниците за спортска опрема, они мислеа дека ако узнае колка побарувачки има за кетелбелови во градов, разбираш? И они донесоа етен за нешто после година и не знам си што убедување, кој си, шо си, како си, зошто си, шо треба она. И се до тоа беше така. Зелено им вика, еве бе шипки, па сите си купуваат овие од теретани бе. Во рете се разбираме. Значи има друга намена, оваа шипка мене ќе ми се скрши. Да, знам на кој мислиш. Сите шипки ми се искрши. Да, знам на кој мислиш. Па мислиш. не носење на не знам штрафови, не знам си какви специјални, па не знам што. Значи маки невидени. И не можем никако луѓето во тоа време да ги убедам, абе луѓе, има намена. Не можеш да ги мешаш тие работи, не оди. Си знадававме пари еден тон, не знам ни зошто, зашто немаш друго, мораш да го искористиш, нели? И сега више не видов, нели, да увезам од странство, нашиве правила и прописи ми ја качуваат толку цената, што немаше никаква исплатливост да увезеш опрема. Да. Зашто едно време дојдов до тој степен, си викам, во рете луѓето не разбираат што не разбираат, јас ќе ги увезам. Пали, кола иди купи ги негде. Ајде фатив кои се процедури законски, вакви, такви, онакви, си викам, каде бе јас со ова, чекај се, ја имам друга работа, се не ми е мене ова примарно. Бе чекај, за ова мора да има човек, значи не може да функционира така, не може Добро, ја да бидам, што како искочи значи не може во сала, значи ти водиш фитнес, и ти да увезаш опрема, ти да носиш ова, ти да се зафркаваш сите работи, а кај е фитнесов, кај е работа со луѓе, нели? Chasing excellence. Значи, мојата задача беше да бидам добар во тоа што го работам. Твојата задача е да бидеш во добар ти што го работиш тоа, така? Значи, секој си има одредена улога за сите ние да бидеме заедно функционални, така? Он носи опрема, јас ќе ја купам кај него, значи он остварува одреден профит и ќе правиме муаве за бизнис, така? Така да. Он носи зова, ми треба, нели, гуми, подови за подот. Леле, сема друга приказка. Значи не темава за муавете е многу широка. Значи маки невидени. Исто ти е тоа, нема врска. Значи крајни несоодветни муавети од луѓе кои што не сум очекувал дека такво разбирање ќе имаат за одредена работа.
И сега, ако они се насочат на тој дел, значи да ти овозможат услови, пошто ти имаш побарување, Колку што нели? ти си бил посветен, да, и они сега- на нивното сега јас така да очекував биле. дека некој од другата страна ќе биде исто така професионален, Аха. да каже, да, има, и барем да беше фер. Зоки, скапо е. Не можеме да го веземе. Кажи ми како можам да ти помогнам. Не, оно те убедува нешто што не е. Сега не ја до сега долку разбирам. Знам. Си има одредени правила, прописи и сега замисли да имаше од другата страна таков дух што го заправиме муаветов, нели, интерпренуершип, си Така, чекај да, сега, да. значи, веќе имаме еден, значи он бара, ова е нешто ново и гледаат што се случува, значи они знаеат што се случува, не може сега да го негираат тоа. Да, не, Нели? толку. И ке дојдевме ние до еден степен да можеме многу повисоко да го покренеме нивото на разбирање на професионалност, да сега стварно ти го ќе отидеш да функционира нешто, да тоа многу побрзо влези и да го фатиме Така. да го фатиме теркот. Зорене учи побрзо и не чекај време да помине. Уште побрзо мислиш дека не си Да, делувал доволно брзо? не, да учам побрзо. Окей. Да учам побрзо. Окей. Моја порака е до сите луѓе кои што се во оваа индустрија. Мора да учат. Да. Само едукацијата е Секој не удова, секој треба да Значи, учи. само едукацијата е, ако ти сам не се едуцираш во одредената област во која што работиш, нема да го постигнеш одредениот успех. Да си вложуваш во самиот себе во едукација. Ако не вложуваш во едукација, значи самиот себе да се надградуваш и да се едуцираш, ако се ограничи само на еден дел или ако се ограничи само на одредена област, не можеш да го постигнеш тој успех и тоа ниво што е денеска потребно. А денеска се бара многу. Критиките кон кросфитот, што ја бар чатпат така ги среќавам, иако не се согласувам ичто нив. Не знам, прерано навлагање во комплексни движења, па ризици за повреда, па овертренинг, па премногу е тоа, па премногу лактати, трала. Ама јас имам еден контраодговор одма на тоа. Луѓе што ако не го прават тоа, ништо нема да прават. И мојот одговор е Арноде, поарно да земе, да стане, да направи чучањ, да се крене на вратило и да се почине малце, отколку ич никад да не стане и цел живот да си го прележи. Значи, дури и за таа критика, мојот одговор е, боли, поарно нек се повреди, од се повредил од нешто праење, него од работа. ништо не праење. Кој е твојот став? Како е размишлам, па од прв ден сме соочени со целата работа. Значи колку и да сакам да бидам, да дадам дипломатски одговор, не можам. Се работи од незнаење, се работи за незнаење, за апсолутно незнаење. Тоа е една работа, втора работа, мотивацијата доаѓа од страф од непознато. Тука има еден тон работи зошто е тоа така. Дојде овој Зашто заклучок, тргнал некој да да, критикува? значи сега да дојде овој заклучок од човек 30 години како тебе во професионалниот спорт дека има несоодветни критики, значи стварно има несоодветни критики. Значи сега тоа мора да го земеме како релевантно и точно. Јас го ценам твоето мислење, не само твоето мислење. Јас истово се соочувам, ти знаеш, безброј јавувања ми имало од луѓе кои што биле во ситуација, нели, да се соочуваат со тие несоодветни критики и луѓето и дури и членовите наши се обидуваат луѓето да им кажат, абе не е така. Значи не е така. Мојот одговор е, молим те, не се оптеретувај се, зашто си го трошиш времето да му објаснуваш на него што е кросфит. А што му објаснуваш на него што е кросфит? Значи штом стигнал до еден момент да тебе он се контрира со тебе, значи он не е отворен да те слушне што имаш ти да му кажеш. И тоа е губење време за тебе. Нити па ги познава моите тренери, а па најмалку отворил на веб сајтот на кросфит да прочита што е кросфит. Не мора нас да не праша. Да. Значи они не прочепкале, не истражиле, и они само зборат заради тоа што треба да се збори или да се плюка. Тие критики, да ти кажам право, воопшто ние не ги гледаме како кај нас, а многу сум среќен што моите тренери секогаш биле критички настоени кон мене, затоа што јас сум сакал да внесам сериозни промени и ќе ме навеле на погрешна одлука ако моите тренери кажале во тоа време, сите четворица кога бевме, Зоки, управо си, така ќе тераме. Да, така е. Значи така е. Така е тераме. Значи си имал ситуации кај што апсолутно сме имали, јас сум многу горд на тоа и сум многу благодарен на тие луѓе тоа што го направиле од мене. Значи они тоа го направиле од почит, значи они тоа го направиле затоа што имале одредено знаење. Бидејќи ја така сум ги оценил. Јас сум ги оценил дека имаат одредено знаење, затоа биле тие во CrossFit Скопје, зашто знаеле. Имале претходно искуство сите, че сите имале знаење некое. Не биле тие така собрани од не знам си од каде. Ќе бидеш тренер, ај добро. Не е тоа така.
има одредени правила и прописи. И тие ме довеле нивното критичко размислување во однос на тие несоодветни, а ни била таа мотивација, несоодветни коментари, не знае и сите работи. Јас сум многу благодарен на нив што не ме донеле на погрешна одлука. И ние сме си се задржале на excellence product and service. Толку затоа што нашиот производ е услуга. Сега ќе ти кажам зошто е тоа така. Ние или јас почнав. Моите тренери ја продолжуваат работата. Ние променивме културата на фитнесот во државата. Нема да спомнам бодибилдинг, што бодибилдинг е спорт. Посебен спорт, така. Што е посебен спорт за кој што јас имам огромен респект за тој спорт. Значи, ама знам на што мислиш? Ти мислиш на погрешното сваќање кога некои луѓе ќе кажат бодибилдинг. Ни они не мислат на правилниот бодибилдинг. Така е, затоа што сум се обидел на времето да стартувам со бодибилдинг. Тоа е многу тежок спорт. И секоја чест како луѓето добиваат, значи резултати што прават, секоја чест.